Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Всушност добри можете да бидете само вие кои не живеете во Скопје. Ние, чии домови ни се во главниот град, а тоа е речиси 1/3 од вкупното население во Македонија, веќе ги загубивме нервите. Ова што ни се случува ги мина сите можни граници. Минатата епизода се жалев на загадувањето, дека веројатно на сите нам што живееме во Скопје ни е скратен животниот век, бидејќи секојдневно дишеме отров. И мислев дека работите не може да отидат на полошо. Но изгледа сгрешив. Како беше народната, и од лошото има полошо. Епа, драги мои скопјани, со Арсовска начело на градот го пробивме дното. Автобусите паркирани, наместо на улиците во сообраќај. Изутринава ги најдовме во гаражите на јавното сообраќајно предпријатие. Само околу 20% од нив беа пуштени во сообраќај, и тоа со последните капки гориво. Секојдневните крахирања во јавното предпријатие денеска се зачинети и со недостиг на бензин. Високи извори во ЈСП за Алфа брифираат дека ситуацијата се влошува од ден во ден. Учениците денеска не стигнаа во училиште, луѓето доцна на работа, студентите на факултет. Се чека бајаги, богами. И тоа кога ќе дојдат не може да се качиш, посебно ние тука до автокоманда не ни застануваат. А секојдневно е така? Секојдневно е, богами. Па пола сат најверојатно дека се чека. Никако. Па еве комај пола сат чекаме двојка, нема двојка. Секој ден е така? Секој ден е така и 6-5 нема и поручек нема. У сабота, прошлата сабота немаше и у недела немаше. Не сме задоволни, а слободните мора да забереме сега на 24. Колку сте задоволни од јавниот превоз и колку долго чекате автобус? 0, 1 сат, двојка. Директорот на ЈСП, Студенови молчи. Ни денеска Драги Кушовски не одговори на телефонските повици на Алфа. Тонењето на ЈСП е на апсолутна штета на граѓаните. Предпријатието не било во полоша ситуација никогаш, а градот Скопје и сега успева да ја префали одговорноста на некој друг, иако исклучува вината е нивна. Оттаму, овој пат прстот го вперија кон Бирото за јавни набавки, од каде според нив била поништена тендерска постапка за набавка на гориво. Бирото првпат ќе поништи постапката за набавка на гориво, но активно работиме на нов тендер. Од Бирото за јавни набавки пак информираат дека постапката, што претходно ја спровел град Скопје, била спорна, а ја поништиле заради тоа што од градот избрале неприфатлива понуда, која воедно била и единствена. Управната контрола, земајќи го во предвид ова, дали јасни упатства за тоа што треба да превземе ЈСП, кои биле вклучени во записникот од спроведената контрола, односно поради тоа што ЈСП избрал неприфатлива понуда, а немало други понуди во текот на постапката. Бирото за јавни набавки дало упатство Комисијата за јавна набавка да ја поништи донесената одлука за избор и да го поништи целиот процес. Овие упатства се во согласност со член 177 став 3 од законот. Треба да се напомене дека ЈСП не ја искористил можноста да ги оспори инструкциите на Бирото преку механизмите кои му се на располагање. Според владечката, ВМРО ДПМН, единствен виновник за настанатиот хаос е градоначалничката Даниела Арсовска, која целосно го оставила на маргините јавното сообраќајно предпријатие. Граѓаните со часови чекаат на автобуските постојки на овие ниски зимски температури, за да им дојде автобус на ЈСП. Кај што нема автобуси, така и тие што ги има Арсовска не ги одржува и постојано се расипуваат, а дел од нив поради нередовното сервисирање возејќи се запалуваат, така што го загрозуваат животот на патниците и воопшто на сите граѓани. Но кога граѓаните ќе останат измрзнати и ќе чекаат во неизвестност, дали ќе дојде автобус или не се знае. Останува нервозата и реолтот. Изгледи за решение нема. Браво, градоначалнички. За прв пат во историјата на Скопје, од кога е воведен јавниот превоз, останавме без автобуси. Ете, конечно и вие како градоначалник оставивте печат за време на своето владење. Главен град на една европска држава во 21. век остана без јавен превоз. И како да сме во некоја војна или како да не бомбардираат, пак граѓаните преку социјалните мрежи се организираа за превоз и апелираа до сите кои одат на работа со сопствено возило да застанат на најблиската автобуска станица и да прашаат ученици, студенти или пензионери дали има некој да превезат до попатната дестинација. Инаку, колку што успеав да најдам, автобускиот сообраќај во Скопје, како и меѓуградскиот, започнал во 1925 година. Пионери во таа област биле познатите браќа Поповиќ, кои имале своја компанија ВАП, која развивала голема активност. Тогаш имале 25 автобуси Форд и 5 автобуси Круп. Имале своја работилница во која работеле автомеханичари, автолакери, лимари и бравари. Сепак, првиот јавен превоз во Скопје започнал дури по Втората светска војна.
Прво се трошал со дотраени автобуси за потоа да се вклучи фабриката 11 октомври. Англиските двократни Лейланди биле набавувани од 1953 до 1956 година. Веќе во наредната година двокатните автобуси се укинати и се купуваат нови возила од марката ФАП. Значи со автобусите на ФАП и на 11 октомври се возевме се до пред 10 години, кога се набавени нели новите двокатни автобуси. И тогаш на сцена се појавува госпоđа Арсовска. И сета оваа историја удира во зид, односно удира во суетата и неспособноста на градоначалничката. Имено автобусите останаа во гаражите, затоа што директорите на Арсовска во ЈСП не знаат како да набават гориво. Всушност знаат. Ете си распишале некаков тендер, си избрале некој си набавувач на непрописан начин и тендерот морал да им биде поништен. На веб-сајтот за јавни набавки стои дека пред една недела е поништена постапката за набавка на гориво Евродизел по инструкции на Бирото за јавни набавки. По инструкција од Бирото да се поништи постапката во управен надзор е причина за прекинување на постапка предвидена и со Законот за јавни набавки. На 13 ноември, денот на ослободување на Скопје, е донесена последната одлука во Бирото за јавни набавки, а со таа одлука е прекината постапка за јавна набавка и тоа за нафтата на ЈСП. Бирото за јавни набавки може да даде инструкции за прекин на тендерот после спроведување на управна контрола, стои во законот. По обвинувањата од градот дека станува збор за искреирана ситуација од страна на директор назначен од владата и премиерот Мицкоски, реагираше Бирото за јавни набавки, кое тврди дека постапката е поништена во законска процедура. Во однос на конкретната постапка, управната контрола најде дека договорниот орган ЈСП избрал неприфатлива понуда за најповолна. Оваа понуда, која била и единствена поднесена понуда во постапката, не исполнува услов кој самиот ЈСП го навел во тендерската документација. Тоа всушност е наведено и во самиот извештај од спроведената постапка на Комисијата за јавна набавка во ЈСП. Поради тоа, Бирото дало инструкции за да се поништи јавната набавка, со што ЈСП останува без Евродизел, а илјадници граѓани без редовен јавен превоз. Од доаѓањето на новата директорка на Бирото, Маре Богева Мицовска, со инструкции се поништени 4 јавни набавки, од кои половината, 2 се во скопските јавни предпријатија за набавка на гориво за возила. Од град Скопје и градоначалничката Арсовска ја обвинија Богева дека работи по насоки на Мицкоски и ја нарекоа кадарот на шефот на ВМРО во Бирото. Оттаму ги нарекоа наводите неточни клеветења. Во целост ги отфрламе како непримерни и непрофесионални. Бирото за јавни набавки постапува професионално без оглед на дневните политички препукувања. А наместо да шири политиканство, градот Скопје навремено треба да реагира и да ги искористи законските можности кои му стојат на располагање, да се задоволат итните потреби за гориво до завршување на редовната постапка. Во тек е нова постапка за набавка на гориво за ЈСП. И после овие малверзации, што прават тие од град Скопје? Ништо. Оставаат автобусите да зјаат празни паркирани во гаражите. И сметам дека не е ни тоа дека се толку неспособни колку што мислам дека све се сведува на инаетот на Арсовска. Во стилот, тие мене ќе ми поништуваат тендер, еве сега нека му е мислат што да прават. И така видна. Владата мораше да прогласни кризна состојба со јавниот превоз во Скопје и да извади нафта од државните резерви за да му даде на ЈСП и да се вратат автобусите на улица. Мора не кризна состојба, требаше да прогласи елементарна непогода. Знаете како што имаше во Шпанија пред некој месец со поплавите. И видете дрсковска на Арсовска. После оваа одлука, таа се огласи со соопштение во која поздравува одлуката на владата и цинично продолжува дека со ова се докажувало, цитирам, секогаш било подобро политиката да се води со разум, а не со инеет, и дека доколку јавниот интерес е на прво место, можно е конструктивно да се делува во интерес на граѓаните. Затворен цитат. Еј, која дрскост. Арсовска држи лекции за разум и неводење инеет. Па во истото соопштение уште подсетува дека владата должела пари за тоа што ЈСП возел ученици и студенти без пари и дека во Советот на Скопје имало нели нејзин предлог за набавка на нови автобуси и слично. Гајли е на неа што ученици нема да стигнат на час, што студентите ќе промашат испит или пензионерите ќе мрзнат по автобуски станици. Важно она да си го истере инаетот. И не е само тоа. Одлуката на владата да ја даде нафта е само за 7 дена. Ништо повеќе. Што ќе правиме по една недела, само Господ знае. Луѓе, што се нема преживеа на овој град? Од војни, преку поплави, па се до земјотреси. Но мислам дека нема да може да ја преживее Арсовска.
Знам дека минатата недела се жалев од неа. Реков дека со нејзиниот избор за градоначалник направивме катастрофална грешка. Реков и дека еве конечно и се ближи крајот, бидејќи следната година се изборите, па ќе издржим уште една година. Но повторно сгрешив. Скопје, мислам, нема да преживее уште една година со неа. Ваква неспособност, ваков безобразлук не сум видел кај ниту еден политичар од независноста до денеска. И мислам дека, како што реков, не е толку до неспособноста, колку до суетата и наетот на Арсовска како личност. А веќе се кара таа со сите. Ако треба и на грбот на Скопјани. Сите и се виновни, само не е таа и нејзината неспособна администрација. Мислам дека сите што користат јавен превоз во главниот град, во моментов сосема им е сеедно кој е виновен и како дошло до оваа состојба. Затоа има институции кои ќе казнуваат. На Скопје им е битно тоа што не може да отидат кај што треба. На работа, на училиште, на лекар, а зашто па да не и на обична прошетка или на шопинг. Кога нема да платиме струја, не исклучуваат. Кога немаме пари да платиме нешто, не ја добиваме таа услуга. Нема милост за нас. Меѓутоа, ете, кога институциите не функционираат, кога чекаме ете и прегледи со месеци, кога не малтретираат со административни заврзлами, и еве сега кога нема автобуси по улиците, нема казна. Доста е веќе со покажување со прст кој бил виновен што Скопје тоне. Или кој ја избрал Арсовска, кој ја поддржал на избори и слично. Тоа веќе неколку пати ни е кажано и преповторувано. Секој ден Скопје го интересира, а и сите премрзнати луѓе на автобуските станици и оние кои седат дома, затоа што нема како да стигне до местото кај што треба да одат, и ги интересира решение. И тоа решение кое нема да дозволи ова да се повтори. И сега наместо да се соочи со своите сограѓани, да каже што се случува, да предложи барем некакво решение, така како да исчезна. Минатата недела реков како да ја проголтала маглата и смогот, но ете, во четвртокот нели задува, се расчисти воздухот и конечно видовме каде е Арсовска. Во Бразил. Луѓе, во истите недели, додека Скопје се гуши во отров, јавниот превоз доживува колапс, таа бе отишла да се шета во Бразил. Да, во време кога главниот град се соочува со невидена катастрофа, граѓаните се организираат за протести, владата свикува вонредна седница. Слична седница свикува и градскиот совет, градоначалничката решила да шета по Рио де Жанеиро или не знам кој град на некој си состанок за климатска правда, што се одржувал на маргините на саметот на Г20. Таа учествувала на состанокот Урбан 20, кој обединувал градоначалници од сите континенти и ги презентирале нивните решенија да им помогнат на институциите да реализираат социјална вклученост, борба против глад, сиромаштија и слично. Арсовска, која била представничка на Конгресот на Советот на Европа, замислете, ја нагласила важноста на остварување на вистинска климатска правда заснована врз почитување на човековите права. Дали ви се верува? Која вообразено се ова? Невиден безобразлук. Градот ви тоне, народот се крева на нозе, а вие, како ништо да не се случува, се пакувате и си одите на патување во екзотичниот Бразил да дебатирате на некои апстрактни теми како што се климатска правда. Ма нека си остане таму, не знам што воопшто се врати. Искрено, луѓе, Скопје нема да преживее до следните избори. Оваа несреќа што го снајде, мора подитно да се реши. Ја не знам што суета ќе беше, што инеат ќе беше. Секој нормален досега ќе понудеше оставка. Нека признае дека ете со доаѓањето на позицијата градоначалник на Скопје земала преголем залак од што може да голтне и нека се ги спакува куферите. Па и нека биде по нејзино, дека сите ја кочат во нејзината работа, нека тоа биде причината за оставка. Нека каже, луѓе вака веќе не се може. Се додека сум тука, овие ќе ме минираат, Скопје ќе тоне, па затоа еве ќе се повлечам во интерес на градот. Не бре, таа ќе тера до крај. И не е ова првпат градоначалник на Скопје да нема целосна контрола врз градскиот совет. Не е првпат градоначалникот да е од една политичка опција, а централната власт од друга. Па да се вади на тоа. Еве, поминатите избори, например, поголемиот број на градоначалници нели беа од ВМРО ДПМН. И цела година функционира додека на власт беа СДСМ и ДУИ. Па не видовме негде ваков колапс како што има сега во Скопје. И уште нешто. Политичките партии во собранието, сите до една, мора да постигнат консензус за промена на законот за локална самоуправа. Мора да се воведе механизам за отповикување на некој ваков градоначалник, зашто не смее да се повтори една личност да држи во заложништво цел главен град. Таа токму така Арсовска го држи цело Скопје во заложништво. Од денешна перспектива морам да признам дека дури оној Шилегов беше подобар градоначалник од неа. Може би не направи кој знае што, ама барем мислам автобуси имаше ако ништо друго.
А да не правиме муабет за неговиот претходник, Коце Трајановски. Човекот за време на своите мандати направи повеќе за Скопје од било кој. Паркови, улици, булевари, автобуси. Ретко кој можеше да се пожали на вакво нешто. А душа му вадеа за Скопје 2014. Па подобро барок отколку ова што се случува денеска. Или еве да видиме што прави тој човек сега откако дојде до промена на власта. На овој начин сметаме дека во Македонија за прв пат, можеби после 50 години, се употребува, значи почнува да употребуваме и зимско асфалтирање. Претходно промовиравме и ноќно асфалтирање, кое што сметам дека исто така допринесе за забрзување на изградбата на патиштата и постигнувањето на роковите кои што се предвидени. Овој човек не ни чинеше за градоначалник, а Шилегов и Данела чинат, а? Мислам дека можеби најголемата грешка на владачката партија беше што наместо Данела, уште на минатите избори треба да го поддржат него за нов мандат во Скопје. Но можеби е подобро вака, затоа што сега гледате од неговата работа, нема да ќаруваат само Скопје, туку цела држава. Да не ви се верува, во Македонија почна патишта да се градат ноќе под рефлектори, да се асфалтира и на минусни температури. Ги гледаме овие видеа и не можеме да им веруваме на собствените очи и мислиме дека станува збор за некое друго место, за некоја друга држава. И не е само ноќното зимско асфалтирање. Власта дури успеа нели да ги натера и они од Бехтел и Енка да почнат да копаат и да ги прават патиштата. Договор што насила го подпишаа СДСМ и ДУИ, и тоа под раководна палка на Груби, сега дури почна да се спроведува отколку не знам колку милиони дадовме досега. И кога се копа дури ни во тоа не ни се верува. Поголемиот дел еве од автопатот Кичево-Охрид ќе биде пуштен до нова година. Почна да се гради автопатот од Букојачани до Кичево, почна да се гради брзиот пат до Прилеп, како и целосно нов автопат од Прилеп до Битола. Да не правиме муабет за помалите регионални патишта. Еве скептиците ќе речат многу е тоа. Абе половина од ова што го започнаа да го завршат, тоа е повеќе од што СДСМ и ДУИ направија после цели 7 години владење. И да се само патиштата. Владата почна да ги исполнува ветувањата за ставање на јавното здравство на здрави нозе. Првиот чекор е направен кон луѓето кои се грижат за здравието на граѓаните. Здравствените работници ќе добијат ноемвриска плата повисока за 10% или прикажано во денари. Нето платата ќе биде зголемена за 2450 до 3650 денари. Премиерот Мицкоски по средбата со здравствените синдикати најави дека ова покачување е само почеток, а растот на платите во здравството ќе се одвива континуирано во следните 4 години. Според планираното, до 2028 година, докторите, медицинските сестри, болничарите и техничкиот персонал ќе земаат до 50% повисоки плати. Следната година 2026 од 5 до 7%, во зависност од тоа во каква состојба и кондиција ќе биде буџетот, да се надеваме дека ќе биде навистина во здрава кондиција, а заработиме на тоа, зошто да не одиме на горната граница. Истото тоа зголемување од 5 до 7% на паричната маса ќе биде во 2027 година, а од 7 до 10% ќе биде во 2028 година. Или кога ќе го земете целиот овој период во низа, добиваме зголемување на паричната маса потребна за да се исплатат платите на здравствените работници за целиот период помеѓу 40 и 50%. За синдикалците ова покачување на платите е историско и ќе биде силна мотивација за сите кои работат во здравствениот сектор, но и прв чекор за подобрување на здравствената грижа на пациентите. Се работи за корекција на коефициент од 0,233, кој во превод значи повисока бруто плата за сите вработени од негде 3650 денари или негде 2450 денари во нето износ. Сите ние кои работиме во здравствениот сектор сме свесни за предизвиците со кои се соочуваме секој ден. Но овој договор е конкретен и реален чекор кон признавањето на нашата посветеност, труд и професионализам. Задоволство од покачувањата на платите изразија и од независниот синдикат за здравство. Ова денеска што се случи е едно од најголемите покачувања во историјата на здравствениот сектор.
До сега покачувањата била од 1000 до 1200 денари, ако ви текнува. Ова покачување ќе биде запамтено како историско покачување на сите вработени во здравствениот сектор. Единствени незадоволни од покачувањето на платите во здравството се СДСМ, кои тврдат дека во нивното 7-годишно владење платите во јавното здравство се зголемиле за 100%. 50% покачување за 4 години. Тоа значи дека ако сега некој во здравството добива, да речеме, просек 30.000 денари, за 4 години ќе земе 45.000. Кажете што сакате, но тоа не е малку. Значи 40 до 50 покачување на плати во здравство, речи си 50% покачување на плати во образование, 10% за полицајците, 5.000 денари линеарно покачување на пензиите, 250 милиони евра за општините и еве 250 милиони евра за бизнисот. И сето ова за само 5 месеци од како се на власт. Ке речете, добро, сите ветуваат, но дали ќе остварат? Не, драги мои, ова не се само празни ветувања, ова се постигнати и подпишани договори. Бегање од нив нема. Може само уште повеќе да се добие, помалку не. Да, покачувањата нема да бидат сите одеднаш. Но кога во историјата на Македонија една влада, која што туку дошла на власт, ставила официјално подпис и си пружила рака со синдикатите дека за време на нивниот мандат сето ова ќе се оствари. Сега знам дека ќе ми се пуштат она загарите и ќе кажа доста бе Коле Вамаровец, ни еден доста ги фалиш. Не, луѓе, еве слободно дајте ми пример за една влада која дошла на власт и во првите 5 месеци се обврзала на хартија дека толку многу ќе исполни. Една дајте ми. Работата е што на народот не му се верува во сето ова од едноставна причина, што после 7 години власт на СДСМ дуи и пустошот што го ставија зад себе, луѓето престанаа да веруваат во било што. Колку и да е тоа, очигледно ние како обични луѓе, како да не можеме да се соочиме со фактот дека во Македонија има нова власт, која не седи со скрстени раце, туку колку толку се обидува да ги придвижи работите напред. И далеку од тоа дека цветаат рози, или пак ете дека јас ке ми кажат гледам со розови очила. Состојбата во државата е далеку од нормална. Цените уште растат без контрола. Еве според синдикатите за да преживее едно 4 члено семејство му требаат нешто над 1000 евра за да закрпи. Платите уште се ниски. Проблеми има речиси во сите институции и слично. Но тоа што сакам да го кажам е дека барем од некаде се почнува. Не стоиме во место или не дај Боже како во минатите 7 години да назадуваме и да тонеме се подлабоко и подлабоко. И тоа што го прави владата не е нешто невообичаено, нешто специјално или уникатно. Тоа е работа, затоа се избрани, затоа се поставени министрите таму. Така се однесуваат влади на секаде во западниот свет. Проблемот кај нас е што ние не можеме да веруваме затоа што после траумите од изминатите 7 години на СДСМ, после сите лаги, некој да крене една лопата за нас, сето тоа ќе изгледа неверојатно и ќе бидеме скептици за секое дадено ветување. Ќе ни треба време да се навикнеме, но ќе се навикнеме. А владата треба да знае дека со ова поставува нови, повисоки стандарди и дека ако на нив се навикнеме, во иднина ќе очекуваме само повеќе и повеќе, а не помалку. И тоа може би добро за Македонија, зашто секој после оваа влада, значи секоја идна влада, ќе мора да ги почитува истите стандарди, затоа што се што ќе биде по таа граница, ќе најде насилен отпор и гнев кај граѓаните. На народот не му се верува, ама овие од опозицијава, СДСМ, ДУИ и Левица многу добро знаат што се случува. Па така фатени во небрано, посебно оние од СДСМ сега почнуваат онака од ракав да си вадат некакви синеволозни предлози за покачување на плати и слично. Еве гледате се силат со некакви си амандмани во кои се предвидувало зголемување на плати за 20% во полиција, образование, пожарникари и слично. Минатата недела им реков, како да заборавија дека до пред 5 месеци беа на власт. Буџетот за оваа година тие го направи и усвоја во собрание. И во него немаше предвидено ниту едно зголемување, а не па зголемување од 20%. Или пак, ако има доволно пари за 20% изголемување, зашто бе не го направија тоа во изминативе 7 години? Тоа е тоа лицемерие. Се однесуваат како пред 5 години да паднале од власт, па сега држат лекција како да се трошат парите. Неколку пати имам кажано и ќе повторам. Прво да се расчисти со тоа колку пари се украдени, стопени, исцицани од државниот буџет. Тие што го направиле тоа да одговараат пред суд, па после нека поднесуваат колку сакаат амандмани. Или уште подобар предлог, нели? Нека ги вратат оние стотици и стотици милиони евра што се украдени, па тие пари ќе ги искористиме за покачување на плати и можда ќе ни останат и за нешто друго. Така, автопати да доградим и слично. Значи, фатени во небрано, СДСМ лета во облаци.
А што пак прават оние неотпеаните чегеварчиња? Прво морам да ви се извинам за речникот што го користи пратеникот Апасиев. Може би требаше пред да го пуштиме видеово да предупредам дека станува збор за видео со вознемирувачка содржина. Ама мислам дека пред емисијата и така стојано предупредување дека може да ме гледате само под надзор на родител или старијател. Па валја нема да ме казнат. Не сакам да навлегувам воопшто во тоа дали прво некој него го опцу или го навредил. И да е така, недолично е за еден пратеник и политичар. Сушно недолично е за било која јавна личност вака да се заканува и тоа со ваков речник на такво место. Кој да е на власт, колку и да го навредиле. Салата за пленарни седници во собранието не и припаѓа на ВМРО ДПМН, не и припаѓа на СДСМ, ДУ или пак Левица. Таа и припаѓа на Македонија како држава. И кога некој вака се однесува и користи толку невоспитан речник, тој не се срами само себе си, а срами цела држава. Да, демократијата подразбира слобода на говор, а собранието е нели домот на демократијата. Разбирам во знак на протест да правите перформанси, да бидете гласен и да го искажете вашето мислење. Ете, јас лично дури оправдувам, некогаш треба и насилно нели да се влезе ако треба да се сочува демократијата. Ама побогу, ова пцовкиве се толку ниско ниво што немам зборови. Па нели човекот се прогласува за интелектуалец, голем оратор и слично. Толку бе не знае да одбере културни зборови со кои ќе возврати, па дури да бил опцуен и навреден. Второ, хајде да го подсетиме што мислеше истиот тој Апасиев кога некој друг беше револтиран и сметаше дека Апасиев сметаше дека секое насилство во собранието треба да биде санкционирано. Еве сега, да не сгрешам како со претходното видео, сакам однапред да му се извинам на колегата Богдан што со ова видео ќе го потсетам на една немила случка од неговиот живот, но се надевам нема да ми се налути. Значи, кога беше тоа 27 април, јас ставив еден Facebook статус ќе висите заедно. Тоа е Робеспиеровски, Јакобински термин. Сега знаеш што мислам, Бетмен, дека ќе висиш одделно, дека така те насанкаа друже, дека ти ќе висиш одделно и тоа 5 години затвор за кривично дело велепредавство или обид за насилно соборување на легитимни државни органи. Еве да не биде дека јас коментирам, директно после видео ќе ви цитирам Facebook статус во врска со превртливоста на Апасиев. Не знам дали статусот е јавен и дали смеам со име и со презиме да ја цитирам личноста, но јас ќе го исчитам, па ако треба следниот пат ќе кажам чив беше. Ако професорот по право, советникот на Катица Јанева од СЈО, пратеникот и самодефинираниот како харизматичен лидер Димитар Апасиев, онака прелиминарно одокативно им одреди брутални долгогодишни казни на луѓето што далеку помирно од него, денес протестира и влегоа на 27 април 2017 година во собранието за да го зачуваат уставниот поредок, колкава казна сега самиот треба да се препише за непримерниот речник, нарушување на редот и ете уништување на народниот имот, затоа што не му се допаѓало, замислете, што Чекеринска станала НАТО функционерка. Поној Чичкото, што искуба рада, барем не беше лицемер. Реагираше директно, а не да гаѓа и да пцуе наоколу се што и секого затоа што не му се допаѓала. И честност ја одлежа казната. Токму така, додека лапаше хонорариот Катица Јанева, имаше едни ставови за тие што кршат инвентар и го бранат уставот во собранието. А сега други, кога тој и неговите чегеварчиња се најдоа во небрано и не знаат што да прават. Сега истовремено морам и една работа да му признам на Апасиев. Точно знае кога и како да направи нешто, за да ете јавноста да не заборави дека постои. Ама сега има еден сериозен проблем. Имено досега лесно беше да води гол популизам, додека на власт беа оние од СДСМ и ДУИ кои ја уништија државата на секое поле. Од национални интереси преку судство па се до економија. Лесно е да критикувате некој што е целосно неспособен. Ама што правите кога спротив вас сега седи некој на кого тешко можете да му наоѓате такви мани? Тогаш, нели, како и секој насилник, го спуштате нивото на дискусијата за да го испровоцирате соперникот да падне пониско, да се спушти на вашето ниво и тука да поентирате.
Целата политика на Пасиев се сведува токму на тоа, најавање на незадоволството кај народот за одредени прашања, а не за нудење решенија. Со таквиот пристап се обидува да ќари некој глас пред се кај младите кои по природа имаат бунтовен дух, па така што повеќе глуми воинственост, колку повеќе се надева дека ќе биде популарен. А не дај Боже да му дадете власт. Поголем диктатор од него нема. Еве да не биде дека јас го кудам, нели јас сум ситно ВМРО-вче за нив, нека одете сами, било кој, распрашајте се како владае внатре во левица, па ќе видите за каков тип на политичар станува збор. Како и да е, толку за Пасиев и Чегеварчињата, мислам дека и премногу време потрошив на нив. Сега, што беше причината за наводниот инцидент? Поддршката што владата ја дала на Радмила Шекеринска да биде избрана за генерален секретар на НАТО. Имено минатата недела дознавме дека генералниот секретар Марк Руте ја избрал неа за оваа функција, наместо поранешната бугарска министерка за надворешни работи Марија Габриел. Да бидам искрен, немам баш некое добро мислење за Шекеринска, токму спротивното. Сметам дека како политичар таа цел живот го помина во македонската политика, а со ништо не остави некој позитивен белег. Освен, нели до пред последниот изборен пораз на Ковачевски, таа беше личноста што го држеше рекордот за најголем пораз на СДСМ. И клучното, одигра голема улога во продажбата не само и беше меѓу првите што ја спроведува насилната промена на името. Но сметам дека со тоа што некој од Македонија ќе држи толку висока позиција во НАТО и не е така мала работа. Пред се што е избрана во трка со политичарка од Бугарија. На некој начин станува збор за избор меѓу две зла. Шекеринска или некоја бугарка која душа ќе ни вади од таа позиција. Но не ми беше тоа муавет. Тоа што шокираше многумина беше фактот што владата предводена од ВМРО, ДПМН и Мицковски и дала поддршка на кандидатурата. Како во случајот што ви го раскажував за автопатите, покачувањата на платите и слично, и овој потек покажува дека во Македонија има нова власт која не е зачмаена и не работи само на тоа да си ги полни џебовите. Да беа оние од СДСМ на власт, а кандидат да беше некој од ВМРО, ДПМН, не само што немаше да го поддржат, туку и отворено ќе работеа против него, па дури ете и по цена бугарите да го добиеа ова место. Така што со овој потек Мицковски докажа дека кога повикува да се обединиме како држава, кога и нуди на опозицијата да се донесат декларации и планови за развој на државата, не зборува во празно. Ако е во интерес на Македонија, ети Шекеринска нека биде на таа позиција, а не некоја си бугарка што ќе не малтретира. Тогаш нормално е како државник да ја поддржите таквата кандидатура, колку и тоа да не му оди лично во прилог. Што може Мицковски да добие од ова? Ништо. Токму спротивното. Освен Македонија од ова најмногу добива Шекеринска. Значи да резимираме. За само 5 месеци од како добивме нова влада, работите се драстично променети на секое поле. Од дипломатијата, битката со бугарите, преку автопатите, инфраструктурата, па се до економијата и подобрување на животот на луѓето. И тоа за многумина е тешко за верување. Но добре, мислам дека сме на правиот пат. И тука е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојавте назад. Сме при крајот и на оваа епизода од седмица. Во првиот дел нели коментирав за тоа како СДСМ се изгубени во свемирот, а Чегеварчињата од левица збеснати од тоа што новата влада почна да ги помрднува работите од мртва точка. Па сега не знаат што да прават, па едните ете вадат небулозни предлози за некакви покачувања плати, а другите ете ќе се тепаат и ќе фрлаат со слушалки. Така што ни остана само да видиме што прави Дуи во целата оваа констелација. Што мислите, што прават? Кукаат и плачат. Пропадна и последниот обид на интегративците да најдат закрила кај албанците во регионот и некој да им ги брише солзите што се во опозиција. Позициите на косовскиот премиер Албин Курти предизвикаа политички земјотрес во Мала Речица. Не стивнуваат реакциите откако официјална Приштина ја урна тезата на Дуи дека во Македонија владее антиалбанско расположение, а правата и јазикот на албанците се загрозени. Лидерот на Дуи Ахмети реагираше до премиерот на Косово Курти. Охридскиот договор бил постигнат со крвта на мачениците и оживеан од УЧК. И немало да толерираат
тој да биде погоден. Охридскиот договор е постигнат со крвта на мачениците и оживеан со најдобрите синови на ослободителната војска на Косово, кои го продолжија својот идеал во Дуи. Додека Дуи е жива, во опозиција или на позиција, нема да толерираме да биде погоден Охридскиот договор. Оваа реакција на Ахмети доаѓа откако вчера Курти на заедничката пресконференција со премиерот Мицкоски рече оти не е вистина дека албанскиот јазик е под закана во Македонија. Ова го вознемири и поранешниот министер за надворешни работи Бујар Османи во интервју за косовската телевизија Дука Гини ја критикуваше вчерашната средба на двете влади на која според него била легитимирана антиалбанската политика што преовладува во Македонија. Изјавата на Курти за јазиците беше скандалозна, многу штетна и охрабрувачка за сите оние кои сакаат да го уништат Охридскиот договор, особено неговата поента албанскиот јазик. Ниту е загрозен јазикот, ниту изјавата на Курти е скандалозна. Арбен Таравари одвреди, вели дека косовскиот премиер бил коректен. Tjetër që duhet të nënshkruhet në fund të këtij viti. Konkretisht bëhet fjalë marrëveshje. Албин Курти беше коректен. Тоа не е законот за албански јазик. Во уставот на Македонија службен јазик е македонскиот јазик, а во законот е вклучен и албанскиот јазик. Стратешката грешка како албанец е што не инсистиравме во одредени моменти да се повлече од уставот формулацијата 20%. Од коалицијата на Таравари велат дека Курти кажал горчлива вистина за законот за јазиците, ама стариот режим преку ширење на паника дека наводно албанскиот јазик бил загрозен, само се обидувал да ја избегне одговорноста за нивните злоупотреби. Не можејќи да се навикнат на одењето во опозиција, постојано реториката на Дуи се движи од закани за дестабилизација до подгревање на национализмот, како наводно албанците во владата предводена од Христијан Мицкоски имале нелегитимни представници. Значи, жалопојките на Ахмети не палат веќе ни на Косово. Курти од Приштина истури студена вода врз обвинувањата на Дуи дека ете во Македонија под новата власт биле загрозувани правата на албанците. Тоа што предизвика најголема болка кај генералот Ахмети е ставот на косовската влада дека албанскиот јазик воопшто не е загрозен во Македонија. Пред се затоа што таков закон, конкретен за тој јазик, едноставно не постои. И во право е Курти. Во Македонија не постои закон за албански јазик, туку постои закон за употреба на јазиците на сите заедници. И тој како таков е донесен на брзина и е полн со фалинки и недостатоци, кои сега може да гурнат уставните суди. И во кого е вината за тоа? Во владата, во ВМРО ДПМН, во Уставниот суд или во Дуи, кои брзајки да се представат како нели единствени борци за правата на албанците во Македонија, усвоја закон кој уште од почетокот немаше никаква иднина. И ваквиот легалистички став на Курти очекувано го разгневе Дуи. Па ете Ахметино и неговите команданти како Османи мораа да потрчаат да го искритикуваат и неговата изјава да ја наречат скандалозна. Отидоа дотаму нели да се повикуваат дека Охридскиот договор бил постигнат како што велат со крвта на мачениците и бил оживеан со најдобрите синови на ослободителната војска на Косово, кои го продолжиле својот идеал во Дуи. Додека Дуи била жива во опозиција или на власт, нема да толерираме да биде погоден Охридскиот договор, кажа и свика Ахмети. И мислам дека тука лежи зајакот. Изјавата на Курти не ги погоди толку Ахмети и Дуи поради низиниот легалистички карактер, туку поради фактот што ги разоткри лагите што Дуи ги пласира веќе 20 години, а тоа е дека само тие како партија се борат за правата на албанците. Ете тврдеа дека донеле закон само за албански јазик, а тој во суштина е закон за сите јазици. Тврдеа дека добиле прв премиер албанец, а оној Кутрион Џафери имаше рок од едва 100 дена и немаше ингеренции ниту требата околу владата да искоси. Тврдеа дека вработили 1000 албанци, а тие само си ги полнеа институциите со партиски кадри. Тврдеа дека го подобриле животот на обичниот албанец, а во позадина цицаа милиони и милиони народни евра. Зарем постои поголем пример за лагата од тоа што после 20 години власт не успеа да го направат ни автопатот до Блаце, односно до Косово, за кој сега откриваме дека бил само милионска славина каде се одлевале пари во нечии џебови. Болката на Ахмети лежи токму во тоа, во фактот што Курти индиректно ја обелодени лагата и кажа дека денешното Дуи, а не некој друг, гази врз како што самите велат мачениците и синовите на Учек. И тука мислам дека е време да завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.